Обвинителството ја шири истрагата за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Александар Нацев е новиот осомничен, кој обвинителството го сомничи дека тој бил реален собственик на агенцијата, која кобната ноќ го обезбедувала локалот. Нацев е приведен, а во текот на вчерашниот ден се вршени претреси на неколку локации во Скопје и Пробиштип, при што е одземена обемна документација и електронски уреди. Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител по наредба на судија на претходна постапка изврши претреси на две локации во Скопје и Пробиштип во врска со агенција за обезбедување, при што лишено од слобода е лицето АН. Според обвинителството, Нацев цело време раководел со деловниот потфат заедно со осомничениот управител и овластеното лице на подружницата во Кочани. Во текот на оваа година го обезбедувале објектот, но за тоа немале склучено договор. Истовремено прекршиле неколку членови од Законот за приватно обезбедување. Не направиле безбедносна проценка и план за обезбедување, ниту пак направиле проверка на сигурносните услови во кабарето, особено по опасност и можност за евакуација. Не воделе грижа за бројот на гостите, ниту пак спречиле внесување и користење на пиротехнички средства. Во текот на вечерта, кога настанал пожарот, не контролирале и овозможиле влез на деца во објектот. Не воделе грижа за преполноста на капацитетот за посетители во објектот. Не спречиле внес и користење на експлозивни материи и пиротехнички средства од членовите на музичката група, со кој бил предизвикан пожарот, поради што настапила смрт кај 62, со тешки телесни повреди се здобиле 157, а со телесни повреди се здобиле 54 лица, информираат од обвинителството. Во досегашната истрага за тешки дела против општата сигурност, осомничени се вкупно 46 мина. Истрагата продолжува и за 14 полициски службеници, за кои се уште се собираат докази. Во изминатите 3 месеци извршен е распит на околу 400 сведоци и оштетени, а истрагата ја водат обвинители од Кочани, Скопје, Штип и Куманово.